nastavnik po biologija na час по биологија ги прашал децата, учениците: што мислите, како преживуваат во зима оние животни кои хибернираат, кои не јадат цела зима? Никој дете не сакало да одговори, па решил таму да крене некој од децата, и детето рекло: па јас мислам дека животните кои хибернираат ја преживуваат зимата со надеж дека пролетта многу брзо ќе дојде. Не знам колку навистина животните така ја преживуваат зимата, но ние луѓето така ја преживуваме, со надеж дека пролетта брзо ќе дојде. Посебно ние кои живееме во така по-бедни земји во светот. Сепак зимата е период во годината кој носи повеќе предизвици од другите периоди. Во зимата се соочуваме со најмногу трошоци од материјален аспект. Треба потопла облека, треба поскапа храна, нема домати, пиперки, треба свински врат и друга таква храна. Треба затоплување и многу други трошоци. И затоа доаѓањето на зимата обично за луѓето става така предизвик и се надеваме дека некако ќе помине секоја зима што доаѓа. И навистина и ова зима ќе помине како и сите други зими. Сепак не живееме во Нарнија. Оние што читале Нарнија или го гледале филмот, знаат дека Нарнија земе во кој што има зима цело време, а нема Божик. Јас можам да ви гарантирам, ако Христос не дојде до јануари, ќе има Божик, сигурно. После Божик сигурно ќе има Великден и тогаш очекуваме да дојде и пролетта. Не знам дали ја очекувате со нетрпение, но има луѓе, знам дека Гаго е таков и јас сум таков. Сакаме да биде пролет или лето, секогаш. Во секој случај, не знаеме што не очекува иднината. Секој период што доаѓа носи неизвестности. Не знаеме што носи времето. Неизвестноста е поради тоа што времето не носи само добри нешта. Времето носи и лоши нешта. Не очекуваат многу работи. Секого едно индивидуално. Некој очекува нов подетелен медицински преглед. Можеби посложна медицинска интервенција. Некои ќе се соочат со проблеми од други области во животот. Можеби некој ќе треба да се раздели од нешто. Можеби ќе треба да се земат некои сериозни решенија. Доаѓаат нови периоди на колоквиуми, испити. Некои испити студентите ќе ги земат, некои нема да можат да ги земат. Понатаму ќе треба да ги земаат. Доаѓаат матурски испити и решенија што понатаму ќе се учили или пак ќе се работи. Многу работи има. Некои ќе треба да дипломираат, ги очекува дипломирање. Не знаеме што не чека утрешниот ден, но верата во Исус Христос носи жива надеж за сите оние кои веруваат. Жива надеж дека најдоброто допрва предстои. Тоа е надежта на христијаните. Живата надеж фрла светлина во иднината. Светлината кон онаа подобро утре. Не знаеме што не чека утрешниот ден, но знаеме дека најдоброто со сигурност допрва доаѓа. И текстот што ќе го изучуваме ова вечер од посланието на апостол Петар ја дава таа жива надеж. Овој текст буквално блика од надеж. Од надежта која сигурна, не е некаква веројатност, со некаков процент на сигурност. Сигурна надеж дека најдоброто за верниците допрва доаѓа. И тоа е текст кој за многумина христијани е умилениот во Библијата и како што реков минатиот пат, ова слово боговдахновено е напишано не само за некои луѓе кои живееле пред 2000 години, Бог преку овој текст има порака и за нас денеска. И јас верувам дека Бог ќе ни каже нешто оваа вечер, нешто многу важно. Ајде да го прочитаме повторно, веќе го прочитавме по големиот дел од првата глава, но оние стихови кои би сакал да го привлечат вниманието, нашето внимание ова вечер, овие 3 стиха кои ќе бидат предмет на изучување. 3 до 5 стих од првото послание на апостол Петар. Благословен да е Бог,
таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за жива надеж, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, за нераспадливо и неизвалкано наследство, кој не венее запазено на небесата за вас, кои сте зачувани со Божјата сила, преку верата за спасение готово да се открие во последното време. Тоа е текстот, говори за живата надеж. Уште во првиот стих, тоест во третиот, во конкретниот случај, е дадена темата. Темата е живата надеж. И ние ќе видиме од кај доаѓа таа надеж, која е гаранцијата за надежта да биде сигурна, што значи таа надеж, во што се корени и на крајот кој е значењето за нас денес оваа надеж. Почнува текстот со доксологија, славење на Бог или благослов на Бог. Благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос. Апостол Петар го следи во обичаениот редослед кој го гледаме и во Павловите посланија и на секаде во Новиот Завет. Посланијата се пишуваат по еден вообичаен ред. Во првите два стиха беше поздравот, во кој авторот Петар се представи себе си како апостол и рековме дека клучната служба на апостол Петар е апостолската, а не епископската во Рим. Римокатоличката црква се повикува на епископската служба на Петар во Рим и со тоа го оправдува посебниот статус на римскиот епископ во однос на останатите и од тука се истига и функцијата, тоест институцијата папа, папската институција. И ние гледаме во Новиот Завет она со што се представа Петар е неговата апостолска служба. И тоа е поважната служба. Тој како апостол носи послање со себе, Божјо послание. Овие зборови што ги пишува овдека апостолот Петар се Божите зборови кои се упатени до нас денес. Тој е Божиот амбасадор. Кажа нешто и за читателите, за оние на кои што им пишува, тие се според неговиот израз новодојдени, или ни рековме дека еден посоодветен термин е тугинци. Тие живеат во една римска провинција, но не припаѓаат на овој свет. И вистината е дека верните во Исус Христос, вистинските христијани, не се вистински жители на овој свет. Нивното царство е Божјото, небесното царство. Зато тие не можат во се да се чувствуваат природно, како овој свет да е нивниот дом. Во многу нешта со кои се соучуваме во овој свет, многу практики кои што ги гледаме во овој свет, не се наши практики. Не ни припаѓаат нам. Суетата, гордоста, гревот во кој што живее светот, не е природната состојба за верните луѓе. И затоа велиме дека ние сме тугинци. Овој свет не е нашиот дом. Нашиот дом е Божјото царство. И затоа апостол Петар се извинува, така се обреке на читателите како на тугинци во овој свет. Ние се чувствуваме најпријатно во Божјото присуство, во Божјото царство. И после овој поздрав, во третиот стих го гледаме овој благослов. И зошто е тој благослов? Бидејќи сме спасени од Бог. Благословен е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за нешто. И ова фраза е фраза која го означува спасението. Раѓањето одново или духовното раѓање всушност е термин кој го означува спасението на човекот. И кој не спасил, кој не роди одново? Бог. И тука да доаѓаме до Божјата милост, тоест до начинот на спасението. Ние не се спасуваме. Спасението доаѓа од Бог. За нашето спасение не сме заслужни ние, заслушен е Бог. Бог не спасува. И тука е гаранцијата за нашето спасение. Ако ние се спасуваме со нашите сили, ако ние сме заслужни за спасението, нема сигурност. Бидејќи ние сме променливи, не сме постојани. И ако од нашето постојанство зависи спасението, нема спасение. Спасението доаѓа од Божјото дело во нашиот живот. Бог е оној кој ни дава сила да го следиме неговиот пат. Бог е оној кој ни дава и желба да го правиме тоа. Се од Бог. И затоа нема место за гордост. Ние не сме ништо повеќе од останатите. Ние сме грешници кои се спасени по Божјата милост.
Почнува со спасението кое е од Бог и овој текст, 5 стих, завршува исто така со Божјата улога. Ние сме зачувани со Божјата сила преку верата за спасение. Како сме зачувани за спасение? Преку Божјата сила. Бог е оној кој не роди одново и Бог е оној кој ќе не зачува за спасение. Оној што го почнува делото на спасение во нас, тој ќе го заврши. И во тој поглед Бог е верен Бог. Ние ќе видиме малку понатаму, говори за воскресението на Исус Христос како гаранцијата и за Божјата сила, и за Божјата добрина, и за Божјата верност. Значи, ние сме спасени поради Божјата милост. Зошто сме спасени? Спасени сме за жива надеж. И тука веќе доаѓаме до централната тема на текстот. Живата надеж. Или оригинално во текстот елпис или елпида. Елпида караманти. Елпис значи надеж. И во Библијата тој збор за надеж, употребата на овој збор има за цел да разграничи надеж која доаѓа од Бог од надеж која ја дава светост. Ова надеж, пишува апостол Петар, е жива надеж. Не е несигурна, не е суетна надеж. Жива, сигурна надеж. Каква е надежта во светот? Што е дефиниција за надеж во светот? Надеж е да очекуваш нешто кое сакаш да се случи, има можност да се случи, има веројатност, според математички формули, но секоја веројатност вклучува некаква можност, т.е. вклучува доза на резерва, дека може да не се случи тоа нешто. Очекуваме многу работи и посакуваме многу работи да се случат, но секој пат знаеме дека има можности да не се случат. Тоа е надежта во светот. Очекување, желба, но и не и сигурност. Кога говориме за надеж во Библијата, надежта е сигурна, бидејќи таа се темели на нешто сигурно. Надежта е сигурна, бидејќи Божите ветувања се сигурни. Бидејќи Бог стои на своите ветувања и ги исполнува. Ке видиме во наредниот стих. Ветувањата на Бог исполнувањето на ветувањето на Бог се гледаат најмногу во оној чин на воскресението на Исус Христос. Е жива надеж која не е само веројатност, туку е сигурност во нашиот живот. И ова апостол Петар го пишува на луѓе, на читатели од првиот век кои живеат во многу непријатни околности. Вистината е дека христијанството или христијаните секогаш во целата историја се соочувале со непријатности. Тоа произлегува од самиот статус на христијаните во овој свет. Тие не припаѓаат, не можат целосно се вклопат во овој свет. И сегаш се како тугиот ткиво кое општеството, светот сака да го згази, да го уништи. Тоа било и во првиот век, така и денеска. Во првиот век христијаните се соочувале со опозицијата на општеството. Христијанство било нешто ново во тоа време и луѓето, не христијаните, паганите, гледале на христијаните како на отстапници. И првите гонења против христијаните не доаѓаат од Римската империја, од империјата како институција. Првите гонења започнуваат од самите луѓе, обичните луѓе. Хаотично, спонтано се креваат против христијаните, гледајќи на христијаните како на некаква опасност за општеството. Гледале на христијаните како на предавници, гледале на христијаните како на безбожници. Кога ќе се случила некаква неволја, земјотрес, поплава или нешто друго, веднаш биле обвинувани христијаните. Христијаните се виновни за тоа што боговите ги казнуваат луѓето. А зошто биле виновни христијаните? Зашто христијаните не се поклонувале на римските богови, не принесувале жртва на грчките богови. И поради тоа луѓето сметале дека ги разгневуваат боговите. Не било воопшто лесно да се биде христијанин во првиот век, во Мала Азија, докаде што пишува апостол Петар, и во другите места во светот. Не е лесно и денес, секако. Кој е охрабрувањето на апостол Петар? Неволите во кои се наоѓаат или искушенијата,
И повеќе за искушението говори во наредните стихови, ќе видиме 6-тиот, 7-тиот стих, и таму кажува кој е целта за тие искушенија, кој е целта на неволите. Апостол Петар вели, е нешто што го поменувате сега, но на крајот со сигурност ве очекува награда. Имате наследство. Не знаеме што не очекува утрешниот ден, но знаеме како ќе заврши овој животен пат. Имаме сигурна надеж, жива надеж, дека најдоброто допрва доаѓа. Христијанството е, ако можеме да го споредиме со нешто, е како болките низ кои што поминува или неволите низ кои што поминува мајката за време на бременоста. Мажите не знаеме што значи бременост, но читаме и гледаме какви се реакциите, низ што поминуваат нашите сопруги. Поминуваат низ најразлични промени, и физички, и психички. Тие психичките не се забележуваат многу, зашто жените велат дека постојано се низ некои промени. Како времето. Шега. Бременоста не е пријатен период. Има истражувања кои велат дека човечкото тело може да истрпи максимум 45 единици болка. Ако може некако да се мери во единици болката на човекот, човек може да истрпи болка до 45 единици, и овдека има некаква мерка, дулов или како беше, според латинскиот збор за болка. 45 единици болка. А болката што жената ја трпи за време на раѓањето, породувањето, е 57 единици. 12 единици повеќе од максималната болка што човек може да истрпи. И вела дека таа болка може да се спореди со болката што телото ја искусува во моментот кога му се кршат 20 коски заедно. Така некако може да се спореди болката со раѓањето. Сега не сакам да ги обесхрабрувам оние кои ги очекува таков чин. Кој е целта овдека? Жената е спремна, мајката е спремна да го издржи сето тоа, зашто знае дека она што доаѓа на крајот заслужува. Знае дека на крајот доаѓа едно убаво, мало, мило бебе, нов живот. И е спремна да го издржи сето тоа, знаејќи што доаѓа на крајот. После сите овие болки, допрва доаѓа најдоброто. Така и со христијанскиот живот. Искушенија, неизвестности, болки, но знаеме што не очекува на крајот. И што не очекува на крајот? Тоест, од каде блика таа надеж? Која е гаранцијата за надеж? Зошто можеме таа надеж да ја наречеме жива надеж? Од кај не сигурноста дека она што го очекуваме навистина ќе се случи? Таа жива надеж доаѓа преку воскресението на Исус Христос од мртвите. Исус Христос воскресна од мртвите. И со тоа се покажа неколку нешта. Прво се покажа Божјата сила. Бог е семокен Бог. Силата тоа ја покажува со тоа што може да воскреснува мртви во живот. Тоа е првото. Бог е мокен Бог, или со други зборови семокен Бог. И во тие околности со кои се соочуваме, во сите искушенија, во сите непријатности, имаме гаранција дека со нас е семокниот Бог, кој врши чуда. Во секоја ситуација можеме да очекуваме победа ако војуваме заедно со Бог, ако живееме со Бог. Сите джинови ќе паднат ако војуваме со Бог. Има едно прашање што Бог го постави на Сара и Авраам. Има ли нешто невозможно за Бог? Ги праша, тоа е запишено во 18 глава на книгата Битие, ги праша кога Сара беше на 90 години и Бог им вети, повторно го повтори ветувањето дека Сара ќе роди дете и Авраам и Сара ќе имаат потомство. А веќе Сара беше на 20 на години, а Авраам беше над 100 години. И кога Бог повторно им кажа дека ќе имаат бебе и ќе се исполни ветувањето, Сара се насмеа. И рече,
Јас немав дете кога бев на 60 години, кога го даде ветувањето, сега после 40 години. И тогаш Бог ги праша, има ли нешто невозможно за Бог? И одговорот беше, не. И навистина Бог им даде потомство. На 90 години Сара роди. Нема ништо невозможно за Бог. Бог прави така. Сите ситуации во нашиот живот да се действуваат за добро. Зашто Бог е моќен и зашто Бог е добар, е милостив. Преку воскресението на Исус Христос Бог ја покажа добрината кон нас. Воскресението на Исус Христос е нашето спасение. Зошто се случи смртта и воскресението? За нашето спасение. И во воскресението Бог ја покажа верноста кон нас. Тоест, верноста кон неговите ветувања. Сето тоа беше ветено и Бог го исполни. Ако не се случише воскресението, ќе имавме сета основа да не веруваме повеќе на Бог и на оно што го пише во Библијата. Воскресението на Исус Христос е сигурноста дека Бог стои на своите ветувања и ги исполнува. А Библијата е полна со ветувања. Најголемиот дел од ветувањата што се дадени во Стариот Завет како пророштва се исполнети. Останува мал дел. И ако е исполнет толку голем дел од ветувањата што Бог ги дал во Библијата, ние имаме сигурност дека и тој мал дел ќе биде исполнет. И тука е сигурноста. Затоа оваа надеж е жива надеж. Е сигурна надеж. Не е мртва, не е суетна, е жива. Бидејќи Исус Христос воскресна од мртвите. И бидејќи тој воскресна од мртвите, и ние можеме да се надеваме на воскресение. Во воскресението од мртвите на Исус Христос и ние имаме воскресение за вечен живот. Исус Христос рече, а тоа е за ова сигурност, дека сите нешта се действуваат за наше добро. Се што се случува во нашиот живот, се во синергија. Судействуваат е преод на зборот синергија. Сите нешта што се случуваат, и добри и лоши, заеднички, здружено, работат за нашето добро. За доброто на оние што го љубат Бог. Знаеме дека во нашиот живот има подготвено сценарио кој на крајот завршува со победа. Победа која за нас ја извојува Исус Христос. Има така едно интервју која е направено со некоја позната глумица, која во филмот требало да глуми сцена во која ќе биде нападната од лав. И новинарот кој го правил интервјуто со таа глумица ја прашал: нели се плашиш дека може да се случи нешто и да тргнат нештата на лошо? И глумицата рекла: јас го читав сценарието и во сценарието пишува дека главниот тюнак во филмот ќе дојде и ќе ме спаси. И тоа е доволно за мене да влезам во снимањето на таа сцена. Има сценарио за нашиот живот. Тоа сценарио е запишено во Библијата. Во тоа сценарио пишува дека ние сме победници. Во тоа сценарио пишува дека секоја непријатност, секој проблем, секое искушение, Бог го употребува за наше добро. Дека на крајот се ќе се случи да биде така, во сценарието така е направено што се е за наше добро. Понекогаш не можеме да ги видиме добрите нешта кои се појавуваат како зло во нашиот живот. На крајот, кога патот ќе заврши, ќе видиме, јасно ќе видиме како се судействувало, како се работело за нашето добро. Меѓутоа, не е само победите на нештата во овој земен живот, нашата сигурност во надеж или сигурната надеж. Многу повеќе овдека апостол Павле говори за вечниот живот, тоа за живата надеж која имаме во вечниот живот кој доаѓа. Вели дека ние сме, дека Исус Христос воскресна од мртвите за нераспадливо и неизвалкано наследство кое не е запазено на небесата за вас. Значи сме спасени за наследство.
Кај е зачувано тоа наследство? На небесата, во вечноста. И овдека веќе се расширува темата за надежта, нашата жива надеж, која се протега не само на овој живот кој го живееме на земјата. Надежта се протега во целата вечност. И всушност тоа е коренот на нашата надеж. Ние живееме во вечноста. Исус Христос воскресна, за да воскреснеме и ние. Самиот Исус Христос вети, вели, јас сум воскресението и животот. Оној што верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Акцентот е ставен на две нешта. На квантитетот на тој живот. Тој живот нема крај во вечност. Ние сме спасени за да имаме радост овде на земјата, надеж дека ќе победуваме на земјата, но многу повеќе ние сме спасени за надеж во вечниот живот на небесата. Живот кој нема крај. И тоа е едниот аспект. Живот без крај. Вториот аспект е квалитетот на тој живот. Во вечноста не очекува наследство. Наследство е нешто кое ни е ветено и Бог ни го дава, ни припаѓа нам. Наследството е нешто што треба да го очекуваме како сигурност. Наследството е нешто сигурно што се очекува. Кога ќе се напише с тестаментот, тоа е веќе имот кој сигурно се надеваш дека ќе ти припадне. Јуто, каков е квалитетот на тоа наследство? Пишува дека е нераспадливо, неизвалкано и не венее. Со други зборови, наследство кој никако, во никој случај нема да разочара. Има наследства кои знаат да разочарат. Многу луѓе очекуваат наследство и кога ќе се отвори тестаментот, остануваат разочарани. Многу пати се случувало тоа така. Очекуваш едни работи, меѓутоа кога веќе доаѓа моментот да го добиеш наследството, гледаш дека си добил нешто сосема друго. Многу пати наследството е нешто во кое треба да дадеш многу повеќе за да го активираш како наследство, отколку што вреди самото наследство. Овдека Бог ни гарантира наследство кое нема да не разочара. Наследството во вечниот живот нема да ве разочара. Е идејата на овој текст. Тоа е нераспадливо, неизвалкано и не венее. Продолжува целата вечност. Не очекуваат благослови, е идејата во вечниот живот. Нешто кои не можеме да се ги представиме дури. Најубавите нешто што можеме да ги представиме во овој живот не се ништо во споредба со она што не очекува во вечноста. Има многу нешта на кои ќе се радуваме во вечниот живот на небото. Таму нема да има болка, нема да има смрт, нема да има солзи, нема да има страдање како што е овде на земјата. Но тоа не е најголемото, не е најголемиот благослов на небото. Многу поголем благослов е што ќе ги видиме и ќе се соединиме, повторно ќе се собереме со луѓето кои сме ги загубиле овде на земјата, со кои сме се разделиле заради смртта. Таму ќе видиме заедно со нашето семејство, со родители, со браќа, сестри, некои кои загубиле деца со децата. Но и тоа не е најголемото. Целиот овој текст кој заокружува една целина со 9-тиот стих, завршува со зборовите дека тогаш ќе се случи откровението на Исус Христос, кога го любиме, но не сме го виделе, во кого веруваме, а не го гледаме. Во вечноста ќе можеме да го гледаме Господ Исус Христос. И тоа е најголемиот благослов. Суштината на Божјото царство е животот со Бог. Таму ќе го гледаме Бог во Неговото величие и во Неговата слава. Навистина голем е благословот да немаш болки, да нема страдање. Голем е благословот да се собереме повторно со блиските. Но најголемиот благослов е да се собереме со Бог. И да бидеме сите заедно со Бог. И да ја гледаме Божјата слава лице в лице. Небесниот живот, животот кој нема да има крај во вечноста, нуди благослови. Живата надеж е во квалитетот на наследството кој не очекува после овој живот, кој ќе заврши со смртта. И тоа е суштината на надежта. И што значи сега се во ова за нас? Да видиме.
Идеята е дека нашиот фокус треба да биде повеќе свртен на животот после смртта, отколку на животот што го живееме до смртта. Зошто? Зашто тенденцијата на човекот, стремежот на човекот е повеќе да мисли ново живот на земјата. И целото внимание, енергија, се да посвети на нештата овдека на земјата. Работиме, се трудиме, се вложуваме за нешта кои се за земјата и кои завршуваат на крајот со смртта. Целта на овој текст е да ни го сврти вниманието кон вечноста, кон етапата од нашиот живот која нема крај и каде што е навистина нашето богатство, каде што е нашето наследство. Проблемот на современиот човек е што многу повеќе е фокусиран на животот до смртта, отколку на животот после смртта. Целата енергија, сите ресурси ги вложува на тој живот. И затоа живееме мизерен живот. Зашто ако не живееме со перспективата за вечноста, се што правиме овде на земјата ќе биде безсмислено. Се што правиме овдека на земјата ќе губи радоста, зашто знаеме дека се има крај. Колку и да постигнеме, што и да постигнеме, ако животот завршува со смртта, се има крај. Се е суета на суетите, како што вели проповедникот. Се трудиш, работиш, градиш, но знаеш дека се руши со смртта. Се оди во ништо, во непостоењето со смртта. Тоа го обесмислува животот. Целта на нас, христијаните, целата на црквата, е да го сврти вниманието на луѓето во светот, кон вистинските вредности, кон она што трае во целата вечност, кон вистинското богатство, кон вистинското наследство. Не може еден живот да биде осмислен, не може животот да има цел ако не се гледа кон вечноста, ако не се гледа кон оние вредности кои немаат крај, остануваат за секогаш. Не можеме да имаме вистинска радост и спокојство и да бидеме вистински задоволни овдека, ако нашата надеж не е во вечноста. Надежта во вечноста осмислува се на земјата. Без надежта во вечноста, животот останува суетен, празен, безсмислен, мизерен, би кажеле. Каква е смислата да се трудиш, да работиш, да се вложиш, кога знаеш дека сепак на крајот, може би не после нашата смрт, но да не, сето тоа ќе отиде во непостоењето, во ништо. Надежта, живата надеж, во наследството на небесата, го осмислува нашиот живот денес. Да продолжиме да истраеме, зашто знаеме дека тоа ќе биде наградено со награда која не венее, награда која не се распаѓа. И за жал, бидејќи живееме во едно такво општество кое е многу фокусирано на материјалниот свет, на земните нешта, и црквата станува тако, и црквата го изместува фокусот. Ако бидеме објективни, ако ја разгледуваме современата црква, ќе признаеме дека фокусот на современата црква е земниот живот. Како што повеќе луѓе да бидат благословени овдека на земјата, тоест како животот на земјата да биде поблагословен за што повеќе луѓе, материјално благословен. Од тука нели учењата за просперитет, просперитетните учења. Целта на црквата денес е да го направи попријатен земниот живот на колку што се може повеќе луѓе. И тоа некако станува фокусот на црквата. Да нахрани гладни, да облече голи, да исцели болни, да вдоми бездомници и така натаму. И фокусот, најголемиот дел од службите се токму такви активности. Пари, богатства, проекти, социјални, лекувања и некакви чуда кои треба да исцелат некакви работи, болести кај луѓето и така натаму. Некој може да праша, што има лошо во тоа? Нема ништо лошо и треба тоа да биде и дел од една од активностите на црквата. Самиот Исус Христос рече да го љубиме ближниот како себе си. Тоа значи да се грижиме за ближниот. Но фокусот на црквата никако не смее да биде изместен.
Фокусот на црквата останува вечниот живот. Грижата за луѓето, нивната подготовка за вечноста. Ние живееме овде ко ограничено време, која е ништо во споредба со вечноста. И овој живот на земјата не подготова за вечноста. Фокусот на црквата треба да биде подготовката на луѓето за вечноста, за животот со Бог. Фокусот на црквата е духовниот живот на луѓето. Инаку, би биле како, или би следели филозофијата на она песна Imagine, знаете, на Џон Ленон. Едно од најпознатите песни што ја испеа како соло пеач без групата Beatles е Imagine. Таа песна почнува со зборовите: представи си свет без небо или без рај. Представи си свет без пекол. И вели, и ако сите се представиме таков свет, животот ќе биде прекрасен. Не можам да сватам како може животот да биде прекрасен без вечност. Без живот на небото во вечност. Како може животот да биде прекрасен ако животот е само ова што го живееме на земјата? Како може една порака да биде привлечна, една порака за Христос, една покана луѓето да го следат Христос, да биде аргументирана, ако од таа порака го отфрлиме и отфрлиме живота надеж во вечноста, животот во Божјото царство. Ако на луѓето им нудиме само храна, облека, здравје и останати работи, па тоа го нудат ред други институции во светот. Нештото што ја прави христијанската порака уникатна е живата надеж во вечноста, во Божјото царство. Бидејќи коренот на надежта, коренот на смислата на животот, коренот на целта на животот е во таа жива надеж за вечниот живот. Ако нема вечен живот, нема жива надеж. Се корени во вечноста. Корените на целиот наш живот се во вечноста. И затоа црквата мора да го зачува фокусот. Ние мора да го зачуваме фокусот. Вечната перспектива на животот. Да го кренеме погледот повисоко од земните работи и да гледаме на таа надеж во вечноста. И таа надеж за вечноста ќе не крепи да издржиме. Зашто знаеме дека најдоброто допрва доаѓа. Инаку земниот живот, суетата на земниот живот ја има способноста да го краде, да ја шмукува радост од се што правиме. Сите оние фрази, се што е добро, има крај. Имаше една песна, зашто се што е лепо, има крај. Од Оливер Драгоевич, мислам, беше. Не е важно. Или се тече, се семенува. Се има крај. Таквите филозофии го обесхрабруваат човекот. Зошто? Зошто и најрадосните нешто што ги искусуваш, знаеш дека нема да траат долго, имаат крај. Штом имаат крај, значи после им доаѓа нешто лошо. И таквата филозофија на живење го држи човекот хендикепиран. Бидејќи знае дека доброто што сега го искусува, утре може да се претвори во лошо. Но живата надеж во вечното добро, кое ќе не благословува, на кое ќе се наследува во целата вечност, дава една трајна радост. Што е да се случува? Какво е лошо да дојде? Знам дека најдоброто допрва доаѓа. И таа надеж треба да имаме сите во вечноста. Ние младите, мислиме дека смртта е нешто за кое треба да се грижат старите, постарите. Истината е дека смртта знае да го погоди секого. Сите треба да имаме истата перспектива. Јас посакам сите да доживееме длабока старост. А знаете, за мене длабока старост е над 100 години. Сакам, мојата желба е да се насладуваме на што повеќе добрини на земјата. Но дури да искусиме на длабока старост, смртта повторно ќе биде неизбежна. И затоа таа перспектива треба да ја држиме секогаш. Отворете весник со некролози и ќе се уверите колку е сурова смрт и колку погодува и млади луѓе. Денес во Блага вест се молеа за девојче на 20 години болно од рак.
Не знаеме што не очекува утрешниот ден. Но ако надежта дека ова завршува со најдоброто, ќе не крепи. Што е да дојде? Што е да се случи? Но понекогаш сум запрепастен гледајќи го овој свет. Живее како смртта да не е реалност. Се однесуваат кон животот како не баре ќе живеат овдека за секогаш. И нештата овдека ќе останат за секогаш. И јас го разберам светот. Ќе разберам луѓето во светот. Тие се однесуваат така зашто смртта за оние кои не веруваат во Христос, која немаат живата надеж, е непријатно грда. И се обидуваат да ја игнорираат, да живеат како таа да не постои. Но тоа не е добриот избор. Тоа е неразумен избор. Разумниот избор е живата надеж во вечноста. Надеж која крепи. Да живееме. И овој текст претходи на она што ќе го разгледуваме понатаму за искушенијата, за проблемите со кои се соочуваме. Што е да дојде, знаеме дека најдоброто допрво доаѓа. Што е да се случи, знаеме дека имаме наследство кое не вене од целата вечност. И на крајот ќе завршам со една случка, една анекдота, вистинска, која повеќето сигурно знаат, а јас пак ќе ја кажам. Има луѓе кои сигурно не ја чуле. Една жена која, возрастна жена, која бил заболела од рак и знаела дека набрзо и се ближи крајот, отишла кај пасторот да разговара и рекла: мојата желба е на погребот, во ковчегот, да ми ставите во раката една вилюшка. И пасторот се зачудил и рекол: зошто вилюшка? Жената рекла: изминатите многу години присуствував на сите вечери што ги организираше црквата. И луѓето од црква кои служеа околу вечерата, носеа чини, потоа ги враќаа, која ќе заврши главното јадење на вечерата и доаѓа да не ги земат чиниите, ни велеа: држете си ги вилюшките во раката, зачувајте си ги вилюшките. И тоа беше за нас знак дека најдоброто доаѓа. Дека доаѓа тортата или сладоледот или нешто друго. И така кога луѓето ќе ме гледат во ковчегот со вилюшката во раката и ќе прашуваат што таа вилюшка бара во незините раце, вие ќе одговарате: најдоброто допрва доаѓа. Најдоброто допрва доаѓа. Ние сме спасени од Бог за жива надеж. И Бог ни ветил дека ќе не зачува со неговата божествена сила. Нека таа надеж не крепи. Не знаеме што не чека утре или утрешниот ден, но знаеме што не чека на крајот на нашиот пат. Најдоброто доаѓа. Нека тоа да не крепи сите. Амин.